И веднаш одиме со разговор во студиото. Моја гостинка денеска е Бети Стаменковска Трајковска, градоначалничка на општина Киселавода. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Општина Киселавода на 6 јуни го организира првиот детски фестивал со наслов Киселко, кој што секако асоцира на општина Киселавода. Па би сакала накратко да кажеме како течеа подготовките, како се реализираше фестивалот, колку беше интересот и дали сте задоволни пред се. Ви благодарам на можноста да зборуваме и пошироката јавност да ја запознаеме со она што општина Киселавода го прави. Правиме многу работи, но еве сега за најмладите, значи имаме едно убаво пријатно изненадување, а тоа е детскиот фестивал Киселко. Именно со овој фестивал, покрај тоа што сакаме да ја афирмираме музиката и она какви таленти ние имаме во училиштата во општина Киселавода и исто така и да дадеме една поинаква нота на тоа што значи култура. За овој детски фестивал навистина подготовките траат од самиот почеток како што дојдов како градоначалник, бидејќи тоа е дел од мојата предизборна програма, предизборно ветување. И за оваа цел ги инволвиравме сите наставници кои предаваат во 8 основни училишта во општина Киселавода предметот музичко. Се изготви една така солидна програма за да бидеме доста транспарентни и отворени пред сите. Тоа е најважно, да немаме замерки за тоа. И таа аудиција, сите тие подготовки кои што се правеа изминатиот период, еве финишираа да сега на 6 јуни во 13 часот во Билјана Беличенец, културниот дом, имаме еден настан за прв пат во општина Киселавода Киселко, каде што ќе настапат 12 дечиња, 12 песни со многу убава, богата програма и благодарам, морам да кажам, на сите инволвирани кои се дел од оваа организација, кои помогнаа за да имаме нешто што сега започнува. Морам да напоменам, фестивалот започнува, но тоа не е крајната цел, само да се направи еден фестивалски ден, туку баш напротив, да ги промовираме овие дечиња, да си ја промовираме музиката, која што впрочем многу професионално и бесплатно е направена за сите овие дечиња да имаат можност, нели, да учествуваат. Ќе продолжиме да си ги промовираме, ќе имаме многу богати настани и секако нашите деца ќе си ги фаворизираме, тоа е општина Киселавода. Да, и кога говориме за културното лето во општина Киселавода, сега сме на почетокот од летото, па во текот на целиот летен период ќе има навистина голем број на настани кои што ќе можат, нели, да ги посетат граѓаните, не само од Киселавода, туку и од другите делови од главниот град, можеби од другите градови. Меѓутоа, за неколку дена, поточно на 10 јуни, општината организира и бесплатна полуматурска прослава за 9 оделенците и ова е навистина многу интересен настан, затоа што идејата очигледно не е само финансиско олеснување на семејствата на овие ученици, туку и заедничко дружење на целата генерација од општината. Како ќе изгледа оваа прослава и што ги очекува полуматурантите? Среда. Среќен ден, 10 јуни, крајот на учебната година. За оваа генерација е, нели, последниот ден во нивните училишта. Тие продолжуваат на други места и искрено им посакувам многу среќа и успех да имаат. И морам да напоменам дека повторно ќе се врзам со мојата предизборна програма, заради тоа што таму имавме едно ветување кое што значеше заедно. Именно целта ни е тоа, учениците, да го продолжиме она што претходно беше започнато со мојот претходник, градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски сега, и да продолжиме и од аспект на тоа и тие да почнуваат заедно, значи оние ученици кои сега новата генерација ќе имаме во прво оделение, да го почнуваат својот образовен циклус во основно училиште заедно и да го завршуваат заедно. Направивме една богата програма, една интересна програма, но морам да кажам, она искуство како професор што го имам, го вметнав овде малце со тоа што им го дадовме правото на одлучување и правото на избор на самите полуматуранти. Тие беа поканети во општината каде што имавме заедна средба и на таа заедничка средба разговаравме за, нели, што е нивната желба, кој нив да ги запалува на овој свечен ден за нив.
нивна одлука беше да биде групата двабодна и да имаме и диџеј и така една интересна програма каде што ќе можат и да се сликаат со одредени анимации и така натаму. И навистина сум среќна, еве и како мајка на полуматурант морам да кажам дека ќе биде тоа за нив навистина едно интересно доживување. Морам да напоменам, целта ни е да им помогнеме на семејствата, нели, финансиско олеснување да имаат околу таа организација и сметам дека сме на добар пат, ете, така, да бидеме добро организирани. Но и да се покаже едно заедништво и сплотеност меѓу младите. Да. Тоа е исто така многу важно. И сега кога сме кај младите и кај музиката, неодамна во соработка со Националниот џез оркестар се одржа џез работилница за деца. Каков е интересот кај најмладите за овој, би рекла, специфичен музички жанр и дали планирате во пракса ваквата музичка едукација да продолжи понатаму во општина Киселавода? Со соработката што ја имавме со Националниот џез оркестар, ја започнавме најнапред со подпишување на меморандум за соработка и целта е тоа да внесеме во културниот живот на сите граѓани во општина Киселавода разноличност. И она што значи, нели, и во пресрет на светскиот ден на џез музиката, во соработка со нив имавме прекрасен настан во Фредерик Шопен паркот во Киселавода, каде што децата имаа можност да видат што значи џез музика, како тоа изгледа, нели, да почувствуваат една енергија на тоа кога еден инструмент настапува, а после тоа сите го поддржуваат и сето тоа заедништво, или впрочем во целиот оној процес кој што пробуваме и го правиме како општина, да им доловиме на сите дека навистина кога заедно работиме, резултати имаме и можеме да уживаме. Впрочем, ете, и на тој ден навистина сите имавме можност да уживаме во прекрасната изведба на Националниот џез оркестар и не застануваме таму. Секако треба да бидеме отворени, да си го вреднуваме нашето кое што си го имаме традиционалното, но исто така паралелно да се запознаваме и со многу можности кои што ги нуди еве во овој дел музиката. Ваквите културни настани кои што ги организираат општините и вие како општина Киселавода само потврдуваат колку граѓаните ги сакаат ваквите настани, присутни се и секако со внимание и со уживање ги следат и потврда дека одите во вистинската насока, нели, со организирање на ваквите настани. Се редат некако еден по друг. На 29 јуни Киселавода одбележува 71 година од своето постоење. Одлична бројка, а паралелно со роденденските случувања, нели, ќе се одвива и културното лето. Што конкретно ќе им се понуди на граѓаните во рамки на овие настани? И да пред да одговорам на ова прашање, би сакала и да се надоврзам на она што значи често организирање на настани. Морам да ви кажам вам и на вашите гледачи дека ние и сега организиравме за следење на спортскиот надпревар помеѓу Арсенал и Пари Сен-Жермен, едно навистина многу убаво спектакуларно дружење во истиот парк Шопен, каде што на голем видео луѓето имаа, граѓаните, можност да го следат овој интересен фудбалски надпревар. И тоа и го продолжуваме, нели, нашата цел е за културното лето, каде што ќе понудиме но морам да напоменам, сега сме во процедура, нели, она што значи законска процедура на целата организација, но нашата цел е да им понудиме различност на граѓаните. Значи, што да уживаат и за сите вкусови и за сите генерации. Секако, целта е тоа. Сите да уживаат, секој да има можност во одреден период да ужива. Значи, тука ќе имаме и делови каде што и за семејството ќе имаме семени активности, значи семеен пикник, од такви аспекти активности, но исто така пак ќе имаме и тргнувајќи од она национално, наше, традиционално и да одиме до она што значи модерно и она што ги привлекува младите. И да, најголем акцент ќе ставиме на домашните изведувачи, но не ја затвараме овде и можноста за соработка со изведувачи овде од Балканот. Секако. Сега, покрај културните настани, си тече секојдневието и потребата, нели, од подобри услови за живот на сите оние кои што живеат во општина Киселавода. Затоа би сакала сега од култура да се префрлиме малку на делот на патната инфраструктура.
инфраструктура. Започнавте со целосна реконструкција на улицата Речиште во Драчево, која со краците опфаќа 3,4 километри, а неодамна ја завршивте улицата Жил Верн, која не била реконструирана, за жал повеќе од 40 години. Што суштински значат овие зафати за секојдневието и безбедноста на граѓаните кои живеат во овие реони? Верувајте, многу малку време имаме за да ги кажем сите проекти кои што активно се работат во општина Кисела Вода. Да, драго ми е што еве започнавме со улицата Речиште во Драчево да се реконструира. Претходно се завршени одредени други активности околу подземната инфраструктура и сега доаѓа оној убавиот дел каде што и патната самиот пат ќе биде асфалтиран и ќе биде, нели, многу убаво за граѓаните. Но не е само таму, нели, оние улици кои што секако Ѓорги Димитров, 527, Жил Верн и многу други кои што се веќе завршени. Имаме и проекти кои што се работат, како што е Тома Арсовски улицата, Фредерик имаме многу, верувајте, проекти, но не се само улиците кои што се работи на местните заедници, каде што целосна реконструкција на истите имаме и многу проекти кои што значат можност за граѓаните да уживаат во нивното секојдневие. Овде морам да напоменам дека, како што и за учениците зборувавме и за младите, дека ние ги учиме заедно да, нели, функционираат, така истото јас овде морам да го напоменам дека кога заедно се функционира институционално во државата со поддршка од владата, ресорните министерства, навистина резултати има за сите. И сега морам да истакнам и дека во Црниче се отвори нов едукативен терапевски центар Ајнштајн, поддржан од Светска банка, кој нуди бесплатни логопедски и дефектолошки третмани и дополнително обезбедена и едукација и за наставниците преку Еразмус Плюс програмата. Како во пракса ќе функционира овој систем и колку ќе им помогне и на децата, но и на наставниот кадар? Така. Светоци сме сите дека оние приватни услуги кои што се даваат од логопедски и дефектолошки аспект, нели, на децата кои што имаат таква потреба и пречки имаат одредени во развојот, знаат да бидат многу скапи услуги. Затоа во соработка со Сдруженијето Ајнштајн имаме и нудиме бесплатни логопедски и дефектолошки услуги за лицата кои што се од социјално ранливи категории. Уште едно олеснување за родителите и семејствата. Навистина, но морам овде да напоменам дека не се само тие кои што ја нудат оваа услуга. Претходно имаме соработка веќе и со Сдруженијето Гаспар, кои што истите тие пак ги нуди во Припор, каде што се зафаќа. Видете, ние и територијално гледавме да бидат застапени одредени популации. Исто тоа здружение има и во Драчево, во културниот дом свое катче. Да бидат повеќе достапни за граѓаните. Тие ќе бидат достапни за тој регион и да пробуваме да се доближуваме до граѓаните. Целта е, како претходно што зборувавме, нели, културата ја доближуваме до граѓаните, но исто така и сите можни услуги кои што како општина можеме да ги организираме во соработка со здруженија и институции, да ги доближиме што повеќе до граѓаните. Да, убаво споменавте, треба да бидете поблиску до граѓаните, отворени, транспарентни, да разговарате со нив, најчесто тоа се прави, нели, и на терен, так, да ги слушате нивните предлози, барања, сугестии, тоа што им е потребно и сето тоа што им е потребно и во рамки на тоа, нели, да реагирате. Вие практикувате редовни отворени денови, средби со граѓаните правите во периодот на викендите, кога ги посетувате, нели, населбите, но кажете ми од лично искуство колку овие директни контакти со граѓаните ви помагаат да ги детектирате реалните проблеми во општината и колку тие реални проблеми на граѓаните се претечуваат практично при реализација на проектите? Како менаџер на една општина, а таа една општина е навистина многу голема и многу убава, мора да се запознаам и мора да ги знам проблемите директно со граѓаните. За да се, мојата визија е таква, за да се надминуваат, решаваат проблемите, ние морам изворно да се запознаеме со нив. Зошто? Заради тоа што работата на градоначалникот не смее да биде во канцеларија. Нашата работа е теренска работа. И јас уживам тоа да го правам,
Покрај тоа што имаме отворени денови, но исто така и на терен со мојата екипа излегуваме и навистина сме едно изненадување за граѓаните кога ќе не видат ненајавено, бидејќи така е најубаво, на недоговорено, ненајавено, изворно да се запознаеме со тоа што значи реални проблеми. Кога ќе се запознаеме со реалниот проблем, верувате, тежина се има за да се изнајде решение на истиот. Имам намера така да продолжам заради тоа што само така, со лично запознавање на проблемите, може да се најде едно соодветно решение и да се организира истото. Бидејќи предизвици има во работата секогаш, но најубавиот предизвик е кога ќе се најде решението за истиот. И за крај морам да ве прашам, како е да се биде жена градоначалник на една општина? Бевте ли свесни со какви предизвици ќе се соочите и колку сте задоволни од сето тоа што успевате да го реализирате како дел од ветената предизборна програма? Оно што го реализиравме досега од предизборната програма, верувајте, со големо темпо навистина се работи. И голем процент веќе се решаваат ветувањата кои ги дадовме пред граѓаните. Дали е тоа доволно? Не. Секогаш се може повеќе и јас сакам. Тоа е најинтересно, што уживам во целата работа што ја правам. Не е едноставна, предизвик е, ама драго ми е што наоѓам една светла точка во целата таа работа, е тоа кога на ликот на граѓаните, кога ќе видиме дека се реализирало нешто, кога се направило нешто, ги надминува сите потешкоти кои што сме ги имале попатно за да стигнеме до решението. Не гледам разлика и не гледам ништо во тоа. Јас така и можеби сум и воспитана и ги воспитувам моите деца дека нема никаква разлика, така да што се однесува до овоа како предизвик жена во оваа професија. Сметам дека како и секоја работа, така и оваа работа е колку што повеќе сме посветени, толку побави резултати ќе имаме, а сите сме исти. Ви благодарам многу за гостувањето и беше задоволство и ви посакувам успешна работа во иднина. Ви благодарам и на вам.